Добар ден, драги мои. Добре дојдовте во мојот канал Life with Grandma, животот со баба. Како сте, како го поминувате денот? Денеска ќе направиме едно киснато на мој начин. За тестото ни се потребни сол и млака вода. И квасец, пошто е киснато. Сега ќе замесиме едно тесто како за лепше да биде. Па, да земе малку водичка, ќе треба одма од почеток уште. Мислам ќе ми биде доста масло. Да земем брашното ќе ми треба. Одамна си спремуваме киснато, ма денеска му дојде редот. Драги мои субскрајбери, многу пати повторно пак ќе повторим, доколку ги гледате моите видеа, притиснете subscribe, like and share. Тоа е за вас не кошта ништо, но мене ќе ми значи, пошто сум почетничка. Во почетокот, знаете се, кој почеток е таке, треба супорт или подршка на сваки ден. Никој не станал, например, од еден ден или од два, да има, не знам, 2-3 000 субскрајбери. Затоа, секој почеток е малку потежок, па после здравие. Ќе видиме како ќе иде. Ова киснато ќе биде од моето детинство, како јас, кога сум била малечка. Мајка ми правела. И јас сум правила, ама сега до душа одамна немам направено. Денеска малку работевме со снашката во Бахчат, имаше работа нешто. Копање, некој дотерување, некој си работи. Увек е сезоната таква, сега има работа, секогаш. Работа има секогаш, кога сакаш, ама така е зборо, да речем. Сега, демек. Не знам, некој, например, има на повеќе начини, некој дали одма го става ова киснато да се пече, например, од кај ќе испеча, пошто има квас или било како, но јас знам дека сега не кисни, одма се прави и кисни во тепсијата што ќе се пече. Ќе направиме едно убаво киснато со урда или изварка, речено прилепски, скопски. Мислим дека и од тетовскиот дел вика урда, не знам. Не знам како ќе биде ова брашно, шамата ми се треба. Мора убаво да ги изнесем и ќе го оставим да се одмори едно 10 до 15 минути, да се олабави самото тесто и после ќе стручиме. Да додадам малку брашенце, што малку и готово ќе биде.
тестото треба да рдува. Еве гледате. Пак ќе го донесам тука и ќе биде готово. Што само се снимувам па. Мора убаво да се изнеси секој едно тесто, не ли викаат додека да се одлепи од рацете и стварно така. Кој ќе биде готово тоа, ќе се двои од рацете. Мора да се измеси убаво. Ова мишама што не зиза. Еве сега ќе видите тестото како е. Сега ќе оставиме да се одмори едно 15 до 20 минути. Откако тестото ни одмори, сега ќе земемо, ќе правиме малички катмерчи. Негде ќе направим на 4 места по 5. Едно, 2, 3, 4, по 5 катмерчи нека биде. Секој катмерчи ќе го разучиме како еден мал тањер. Уште малку да земем одека. Вакви може, вакви треба да бидат топченцињата. Топчиња. И сега ќе ги разсучеме секој едно како тањерче. Дали вие правите киснато понекогаш или пишете ми или коментирајте. На секој видео, ако нешто не ви се допаѓа или било што сакате да променам, слободно пишете ми. Слободно. Можете и приватно, можете и на самото под видеото. Беше добро тесто за едно 15 минути одмори. И сега мислам дека добро ќе се сучи. Раздвоим ваќе поарно, ќе се раздвоим.
Ако ще слушате некој глас, а мојот телевизору собата си гледа па. Ето, уште едното ќе го исклучим. Ќе ви покажам постотката со правиве 5 и така ќе продолжам да ги ставам свите. Виков по 4, ама по 5, да, по 5 ќе ставам 4 пати така. Готово, завршихме. Сега да ја земам тепсијата. Тепсијата ја наместуваме овај спреј, мислим, зејтинов спреј. Сега јуда да ја измешам малку со јајце ќе ставам. Добра ги претходно е. Шири силенце да не се накарате за малети. Ја са тие почнувам сега мало. Да припремаме смесата што треба да ја додадеме. Малку ми сум забравила нешто. Ево уште едно јајце ќе скршиме. Готово е, сега ќе секој едно ќе го намачкаме со зејтин и ќе ги ставиме една врз друга.
сега ја свичаме колку што е тепсијата. Ja mislim дека е доволно колку за тепсијата. Ја, доволно е сега. И сега ја ставаме во тепсија. Ево ја тепсијата. Ја ставаме во тепсија. Дик малку поголем кад сме го исукали, ама нема везе, ќе се собере малку. Сега ја попрскуваме со зејти. Прво ја попрскуваме со зејти. И ставаме во урдата со јајце, што е. И кај има повише малку, знаете, кај има постатко да се шуика да се осети кај се јаде, вака да треба да изгледа. Вака. Ево сега, постатката ќе ја посториме со другите 4 по 5 катми. Сега ќе ги завршиме, приложуваме последните катмерчиња. Ќе скинемо сите помало, 4 ќе направиме, пошто уште малку ми останува, последно нека биде со 4. Ево тука. Ова малку ќе му додадеме од ова малкуцка, ќе скинеме. Сега ќе ги расучеме пак колку едно мало танјирче.
Го задобјав во малечко стикалце, пошто побрзо некако ми оди. Па со времето ќе ги расуќа. Знаете, тајната на кисело тесто, ваќе киснато кај правите, доколку го земате одма, мислим, замесено со квасец, додека се изработи побрзо, поарно, зашто после киснатите теста потешко малку се случа. Што малку кај ќе застане, пак се подсучува поубаво. Последното ќе го. Заборавив ја може една песничка да си свееме. Ленче болно лежи, ленче болно лежи, време 3 години, па и 6 месеци. Време 3 години, па и 6 месеци. Над глава и стои, над глава и стои нејзината стара мајка и на ленче збори. Нејзината стара мајка и на ленче збори. Стани, ленче, стани, стани, не станала. Стройници ти дошле, стройници скопјани, стройници ти дошле, стройници скопјани. Како дошле, мамо, како дошле, мамо,
така нек си одат, така нек си одат. Јас си имам, мамо, либе струмичанче. Јас си имам, мамо, либе струмичанче. Така секојаш, во добра песна, добра работа иде и добра музика. Само да го развеселиме каналот малку. Секако, драги мои, да се нашалам. Пошто некој, знаете, поубаво песната ти е што ти лежи на срцето, ќе го кажеш му песната. Така? Така, знаете, свите, јас мислам. Кој ме ракли за музика, знае. Малку ви кажам, работава малку касниме денеска, па затоа малку да побрзаме. Ја мислим, че биде готово, че биде порега. Да видимо како ќе биде сега да ја турима од опсија. Ете, така, драги мои, со вас, зборувајќи со вас и киснатото бидна, сега ќе го исечем и се остава да кисне, но прво ќе го намрсиме. И ќе се остави да кисне колку, а може би, нека биде еден 45 минути до може до сат време. Сега да го исечем со нож да демемо. Многу што сечем на ноженце. Овај нож сече убаво. Значи ставивме 5 катмери во првата ставив 5 и онда си помисли, викам, ај ќе ставам по 4. Поедно, потанко да биде. Ете, драги мои, еве го киснатото. Еве како изгледа. И сега ќе го оставиме да кисне, ќе го покриеме со него и одозгоре ќе ставиме крп. Сега ќе ви го покажам кога ќе биде готово.